لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أما بعد, благодарност и слава му чиниме на Аллах Джелешануху. Фала на Аллах Джелешануху за сите благодети кои ни ги дарил како муслимани. Фала на Аллах Джелешануху што одреди тој да не биде господар, да Мухамед алейхиселам не биде наш пејгамбер, да Куранот не биде наш устав, чабето да биде наша ориентација и правец. Салават и селам, мир и спас и благослов му донесуваме на последниот пејгамбер Мухамед алейхиселам, најсаканиот и најизбраниот пејгамбер од сите пејгамбери, најдобар човек кој газил на оваа земја, Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем. Мир и спас врз негова фамилија, асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин до судниот ден. Поради последните случувања во светот за антиисламски филм кој се сними во Америка, и во тој филм се понижува Мухамед алейхиссалату васелам, се понижува исламот, се оцрнува нашата вера. И затоа муслимани ширум свет, од исток до запад и север и југ, сите муслимани станале на нозе да искажат револт и протест против некој што го пцуе на Мухамед алейхиссалату васелам. И затоа ние како муслимани должни сме да видиме зошто толку многу се напаѓа овој пејгамбер. Што тој донесол за светот, за луѓето. Кога тие би го познавале на Мухамед алейхиссалату васелам, тие сите би го засакале и сите би го почитувале. Пошто Мухамед алейхиссалату васелам од сите луѓе на оваа земја бил најдобар човек испрема муслимани, испрема немуслимани, испрема луѓе, испрема џинови, испрема животни, испрема природа. Значи, ако земеш Мухамед алейхиссалам како се однесувал спрема муслимани, пример што нема друг пример. Како се однесувал спрема немуслимани, пример му кој нема рамен. Како се однесувал спрема животни, пример кој нема друг сличен пример. Како се однесувал прво Мухамед алейхиссалату васелам спрема муслимани. Вели Мухамед алейхиссалату васелам во еден хадис шериф: مثلي كمثل رجل استوقد النار فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش. Вика, мојот пример со вас е како пример на еден човек кој запалил оган за да даде светлина. Без светлина луѓето не може да огледат патот, ќе залутаат, ќе заскитаат. Меѓутоа, вика, животните, после инсектите, тие гледаат светлина и сакаат веднаш да се фрлат во таа светлина, а не знаат дека таа светлина е оган и ќе се изгорат. Wa ana ahjuzuha, јас
sam zastanula pred toj ogan i već čuvam vas da ne letnete u toj ogan, da ne se izgorite. Muhammed a.s. donese vera koja ima svetlina i nur. I ta vera donese so izin od Allah. Za što? Za dobrobit na muslimani, za dobrobit na site luđe. I ja zvika već čuvam kako što toj čovjek čuva da ne pađat insekti ili životni u ogan. Ti gleda svetline i trčat. I nije u ovoj dunjaluk se zanesuvame i može da vlezeme u ogan. Ali ako go počitujeme na Muhammed a.s. a to ne brani, ne uči da ne zaletame u ogan, da se izgorime i na dunja i na ahiret. Potva Muhammed a.s. kako ne uči? Veli men satara mu'minen fi dunja satarahu Allah yawm al-qiyamah. Koga će vidiš, veli Muhammed a.s. kaj nekoj musliman, nekoja greška, odi i pokrimuo ta greška. Nemoj da brzaš ta greška što ima napraveno toj, da go zemeš toj muabet i vednaš sred selo i kafana da širiš muabeti. Tuku pokri go muslimanot. Hazreti Alija veli radijallahu anhu, onaj koji će napravi gref i onaj koji će go vidiš ti kako pravi gref i ti go preneseš njegovi od gref, imaš isti gref kako to što go napravil. Evo primjer, odiš vo Struga i gledaš čovjek kako pije alkohol od selo i ti ne možeš da sediš miren, odmah dođeš sred selo i go širiš. Po ime i prezime kažu što je čovjek pije alkohol ili pravi nešto. Vika Hazreti Alija radijallahu anhu, i to što pil alkohol i ono što prenesuva za nego ima isti gref. Videći tvoja dužnost kako musliman ne da širiš zlo i da širiš propagandi, tuku ti si kako musliman dužan da pokrivaš. Inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahisha fi alladhina amanu lahum adhabun alim. Veli Allah. Onaj koji širi i koji saka među muslimani da se šire loši muabeti, razvratni raboti, to čovjek pravi vaka, ta žena pravi vaka po ime i prezime, nivgi čeka bolna kazna i na dunje i na ahiret. Tuku pokri. Ako ti go pokriješ jedan musliman, Allah tebe će te pokrije na ahiret i će te sočuva od džehennemski ogan. To beše odnesuvanje na Muhammed s.a.v. sprema muslimani. Kako se odnesuvaše Muhammed a.s. sprema nemuslimani? Zamisli, Muhammed a.s. imaše komšiji koji beja nemuslimani, komšiji koji beja evreji, videći u Medina živeja evreji. I Muhammed a.s. koga odveše za džamija, ti je evreji, frla kamenja, frla trnje na pat, po koji vrveše Muhammed s.a.v. Za socijalku koja će pomine Muhammed s.a.v. da se povredi, da se posne trn. Koga nekoliko dena Pegamer a.s. zabeleži deka nema ništa na pat. Se raspraša zašto nema ništa već na pat, kamenja, trnje. Rekao, a to je vrejnot, je bolen. Je bolen. I Muhammed a.s. ako beše evrejn, ako mu frlaše kamenja, trnje, prečki na pat, Muhammed s.a.v. otide i go posjeti njegovo to dete bolno, na smrtna postela. Oti da go posjeti. I to čovjek se fati za glava. Ja mu pravim zlo, to mi pravi dobro. To je ne odnesuvanje na običan čovjek. To je odnesuvanje na pejgamber, na Božji čovjek. Znači zato Muhammed sam, koga bi go poznale hrišćanice, evrejice, katolicite, protestanti, evangelisti, ko tije bi znali ko je Muhammed a.s. i što to ih uči i ne uči nas, tije će mu zema temena, će go sakat poveće od Isus, će go sakat. Muhammed a.s. sprema životni. Jednaš Muhammed a.s. beše na pat i vide kako nekoja ptica od gnezdo mnogo kraka, mnogo ispušta glas, mnogo je raspaničena.
I pejgamber alejhi salatu vesselam ги праша асхабите, дали знаете што е проблем со оваа птица во гнездо? Зошто многу е распалавена, многу грака? Рече Божи пејгамбере, некој од луѓето ги земал незините мали пилиња. И пејгамбер сам веднаш рече да најдете тој човек и да ги врати незините мали бебиња. За да се смири, таа мајка има болка спрема своите. Во друга ситуација Мухамед алейхиссалам влезе во една бавша, во една нива. И тука виде една крава слаба, исушена, многу слаба. И отиде и почне да ја кали и да ја милува. И праша мен сахибу хаза. И праша Мухамед алейхиссалату вассалам, кој е стопан на оваа крава? И еден човек тука во нивата во бавша рече, јас Божи пејгамбер, јас сум газда на таа крава. Рече, ела теттеки ла фиха. Рече, како не ти е страх од Аллах за оваа крава? Оваа крава се жали на тебе. Ја молзеш, ја товариш, а не ја храниш доволно. Зарем не знаеш дека оваа крава ќе побара хак на судни ден пред Аллах Джелешануху? Сакаш од неја да ти дава млеко, сакаш да ја товариш, а не ја храниш. Иттаку Аллах фи хадил бехаим, рече Мухамед алейхиссалам. Плашете се од Аллах за овие стока што ви ги даде Аллах на слуга. Аллах ви ги даде на услуга. Јаваш конј, магаре, мозеш крава, колеш која ќе ти текне на памет и не ја храниш, не го даваш незиниот хак. Таа на судни ден ќе те повика пред Аллах и нема да поминеш пред Аллах додека не го платиш незиниот хак. Значи, тој беше милост, рахметен лил алемин. Пејгамбер алейхиссалам беше милост за цело човештво, за сите створенија на земјава. Пејгамбер е милост и за екологијава, и за животнава средина. Зошто денес имаме многу болни? Зошто денес има разни вируси, разни болести кои не биле познати порано болести? Денеска колку е медицина напред и пак денес имаме полно болници. Зошто? Бидејќи луѓето да стигнат до материјално богатство, прават вештачки храни, загадуваат, не ги интересира него шума, не го интересира него тревки, растенија, мориња. Све е загадено со нафта, со разни штетни материи. Знаеш пример оние што ги користат жените за чистење на плочки, доместос и разни други средства. Тие хемикалии, тие знаеш кога ќе капне на трева, тука веќе трева не никнува. Тука веќе све се прави пустош. Тука се загадува природа. И човекот занесен од оваа материјална страна, човекот ја уништи природава. И денеска луѓето се болни, имаат болести кои не биле болести порано. Дури човекот е толку алчен и толку расипан што во лаборатории прави болест и ја пушта таа болест да се прошири меѓу луѓе. И после самиот ќе рече, измислив вакцина против таа болест. Да се шири таа вакцина, да се касира пари. И така во светот разни грипови се појавија. Измислени, произведени во лабораторија со намера да ги пуштат меѓу луѓе. Де свински грип, де птички грип, де разни болести. И човекот е толку расипано створение. Оне кој нема дин во Аллах Джелешану. А Мухамед сам дојде да ги научи тие луѓе да мислат за природава. И затоа вели Мухамед сам, вика, ла јабулен ахадукум фил мај џари. Вика, немој некој од вас да врши нужда во вода која тече. Бидејќи таа вода може да пие ајван, може да пие и човек. Порано пред 14 века немаше чешми по домови, немаше канализација, немаше водовод. И пејгамбер наредуваше да се чува природа. Дури еднаш рече, иттаку лајн, чувајте се од проколнување. Чувајте се некој да ви пушти клетва против вас. Рекоа Божи пејгамбере како? Немој да вршиш нужда, дали било мала или голема, по патишта каде што врват луѓе или седнуваат да се одморат. Што ако ти вршиш нужда или фрлиш џубре, смет негде, каде што луѓе врват и доаѓа мирис, загаденост, и тие после те пцујат, те колат, да знаеш дека клетвата ќе те фати. Кој не учи на ова?
на сите овие работи научи Мухамед алейхиссалам. И затоа наша должност не е да палиме знамиња, не е должност да убиваме амбасадори, туку наша должност е да го промовираме и да го представиме нашиот пегамбер како вистински човек, како што бил Мухамед алейхиссалам. А тоа значи да бидеме ние прави муслимани. Значи да бидеме муслимани како што пегамбер алейхиссалам беше во неговиот морал, во неговиот ахлак, во неговото однесување. И затоа кога на тој начин ќе прошириме исламот, тогаш тие нема што да прават, освен че им остане едно, да речат ла иляха илlallah ва анна Мухаммедан абдуху ва расулу, да го прифатат исламот. А тоа им е најголема болка, што тие гледаат дека муслиманите се шират и исламот станува голема вера, права вера која прифаќаат сите. Затоа да бидеме горди и честни што сме следбеници на Мухаммеда салалаху алейхи ва селем, на најдобриот учител, најсаканиот пегамбер и најдобро створение која Аллах го создаде и го испрати и нас не направи да бидеме припадници и следбеници на Мухаммеда салалаху алейхи ва селем. Затоа да донесуваме салават на пегамбер салалаху алейхи ва селем, да го следиме, сакаме и шириме неговиот дин. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.